до сите, добре дојдовте на овој за нас многу значаен настан, за кој долги години наразад работевме и се трудевме да дојдеме до некој финален производ кој ќе остави трага и кој ќе биде поставен на право место и ќе остави фронт и поле за работа на нашите почитувани наставници кои ќе се трудат на различни начини да ги доближат до учениците овие вредностни знаења, вештини и ставови. Јас имам трема и покрај тоа што работам 30 години во Бюрото за развој на образование, затоа што оваа тема е длабоко во мене. Почнав од една нишка кога се велеше мир, одбрана и заштита, веднаш асоцирана војна тој предмет. Тие активности не ни требаат. Но упорни бевме дека мировното образование е нешто друго и нуди нешто друго. Па тој развој одеше така, од одбрана и заштита до култура на мирот, до проектни активности на мировно образование, па мировно образование, да денес дори ова кој го гледам просто не можам да му се нарадувам. Јас како дел од авторскиот тим. Ќе се потрудам да бидам што пократка, затоа што имаме и ограничен тајминг и ќе бидам што можам пократка да кажам, да пренесам нешто и да изразам и некои емоции и да пренесам некоја порака. Представените модули се засниваат на 3-децениско искуство и теми поврзани со мирот, како и што претходните наши повеќе кажаа. Со актуелните случувања во нашата држава, па и пошироко, предлогот за нивна изработка и нивна практична примена доаѓа од првата детска амбасада во светот некогаш, секако во соработка со Бюрото и институциите, но се подбира на досегашната и сегашната работа на сите оние кои веќе активно работат на полето мировно образование. Модулите кои се понудени се 4, еве јас мислам дали ги имате сите прочитано или ќе ги именувам, се следните. Ненасилна комуникација, управување со конфликти, врсничка медијација и ненасилство и насилство. Што ќе понудат тие за учениците? Со една реченица, треба да обезбедат средина со мир, без насилство, без притисоци, занемарување, заканување, безбедност, среќа и радост за секој ученик каде што расте, се развива и твори. А што ќе дадат модулите за наставниците? Што тие ќе понудат и ќе обезбедат? Треба да бидат олеснување за наставниците, да се справат со новите предизвици на воспитување и образование, да отворат пат кон учениците, кои се помалку се заинтересирани за училиштата, кој им го нуди лесно достапно преку интернет или пак вештачката интелигенција, каде што им се нудат различни опции. И мислам дека на тој начин се ќе научат и ќе стегнат. Модулите ќе се најдат во училишните средини со цел да дадат инспирација, да дадат поддршка, да подадат одредени содржински, методски и инструкции на наставниците, на стручните соработници, на воспитувачите и така натаму. Моето лично искуство малку го кажав на почеток. Работев како советник во Бюрото за развој на образование по мир, толеранција и заштита или по мировно образование. Учествував во изработка, развој и реализација на различни програми, наставни програми за проектни активности и многу проекти од истоимената тема. И тука имав многу голема поддршка и се борев да дојдам до неа од Бюрото за развој на образование, кој даде на вистина поддршка и стручно мислење на програмата на мировно образование уште пред 13 години официјално, кои неуморно работат и ден денес како мегаши, како организација, при тоа реализираат обуки постојано во континуитет за наставници, воспитувачи, советници, инспектори
па и директори сме имале на обуките. И навистина едно плодно поле на кое оставиле навистина голема придобивка се мекаши. Структура на модулите. Модулите имаат иста структура. Сите и имаат следниот развој на структура. Резултати од учење, секој модул треба да ги каже кои се резултатите за неговата реализација. Кои знаења, кои вештини, кои ставови, кои вредности треба да се стекнат. Потоа и дава содржини и поими за модулот. Трето, одреден број на примери само и активности на кој начин ќе се можат да се реализираат тие содржини. И четврто, организација и реализација или услови за работа. Се одлучивме за 4 модули, за кои сметавме дека се многу клучни и битни за мировното образование, а тие се следните. Ненасилна комуникација. Зошто ненасилна комуникација? Па таа е основата за да и алатка и начин за кој може да се реализираат понатаму сите чекори во мировното образование. Користењето на техниките на ненасилната комуникација ги подобрува меѓучовечките односи, ги ублажува разликите во комуникацијата за задоволување на индивидуалните и заедничките потреби и ги учи луѓето како и учениците како да не користат или избегнат јазик на огорченост, да поттикнат доверба, волја и понатамошна желба за комуникација. Ненасилната комуникација, почитувани, сите знаеме дека не е начин на комуникација, што се учи напамет. Туку, тој се вежба, тој се развива преку постојано практикување, преку примена, се додека не стане природен начин на комуникација. За постигнување на тие вештини е потребно време. Тука не треба да се избрзува, да се вреднува или да се оценува. Ненасилната комуникација се практикува во сите институции на мировното образование, а со текот на времето и пошироко. Таа најдобро се учи кога учениците ќе ја согледат придобивката од комуникацијата, на начин кој ги почитува луѓето јасно да се изразат, да зборуваат самите ученици или луѓето со јазик за јакнење на доверба, да избегнат говор кој дава горчина, лутина и така натаму. Вториот модул е управување со конфликти. Овде ќе ја спомнам и Горди, која упорно или мислењето нејзино беше, па да биде управување, па како да биде насловот, па дали да биде разрешување на конфликти, па да биде нешто друго, затоа што тие термини ги стрегаме секој ден. И нејзина сугестија беше управување со конфликти. И еве го тој термин и овој модул се занимава со конфликтите, така рековме, ситуации во кои потребите на сите учесници во односот не се задоволени, а тоа се заканува да го наруши, па дури и да го претвори во насилство тој однос. Овој термин, управување, е попривлечен за учениците и наставниците, така го откривме, да ги поттикне да веруват дека е можно да се управува конфликтите, а не нужно дека тие управуваат со нас. Туку ние, дека тие можат да се управуваат. Да не е должам многу конфликтите, затоа што имаме многу материјали, многу истражувања, многу начини за разрешување. Ние само ќе кажеме еве уште една реченица, училишните конфликти се случуваат кога децата се под притисок на семејството, лошо искуство во училиштето имаат, врсничко насилство, пубертет, предизвици и многу други причини кои нив ги притиска и може да доведе до најразлични конфликти. И сега одиме на третиот модул, врсничка медиација, што можам за врсничка медиација да кажам многу кратко, со 2-3 реченици.
да речам дека таа е најстариот начин на исправување со конфликти, во кои се вклучуваат посредници, неутрални лица, но блиски до конфликтните страни, на исто ниво и на иста моќ. Затоа ќе речеме врсничка, затоа што и самите врсници можат да бидат со добро учени медиатор или наставниците да бидат медиатори во случајот кога има конфликти меѓу учениците. Зошто медиација врсничка? Причина за нејзина примена е користните и успешните практики и искуства што ги слушаме и гледаме што се случуваат. Но таа е техника и техники, изобилува со техники, е процес и еден од главните чекори во спречување на насилството, конфликтите во училиштата. Потребни се многу квалитетни сценарија, обуки за нејзина правилна реализација. Доколку не се реализира и не се обучи кадрот како таа се практикува, тогаш не ни треба импровизација за медиаторство. Навистина медиацијата бара посебни обуки на кадрот што ќе биде обучен да ја спроведува, да ја практикува. И уште на крај е четвртиот модул, насилство и ненасилство. Тој модул се занимава со разбирање на различните видови насилства, за кои нема да ги набројувам, има повеќе од физичко, психолошко и така натаму, нивните причини и последици. Причините се длабоки, различни, ги имаме случувањата и во соседните држави што се случија, може да бидат и фатални, и страшни, причините и последиците, да ги согледаме. Овој модул првенствено има за цел да ги поттикне учениците да препознаат насилство во различни форми, заедно да бараат алтернативи за нивно разрешување. Јас овде ќе застанам, ќе се заблагодарам на можноста што ми беше укажана и честа што ми беше дадена да работам на овој приличен како автор. Доколку нешто има прашање или било што, потоа ќе имаме следна дискусија, па ќе разборуваме. Од мене толку. Благодарам до сите, тимот на Мегаши, тимот на Министерство за образование, наставници, ученици, навистина ова без еден син, како синџи плетен, без една алка не успеваше. Тука е гледам Надежда смејана да им изначеше, затоа дојдов. Многу ми е драго што почнавме така и еве имаме успешна приказна. Ана, да не ја заборавам, факторисите. Тоа е, јас завршим. Сега според агендата треба да продолжи Горан Божичевич, кој што гледа таму нестрпливо чека да дојде овој редот. Се надевам дека технички се е готово, па Горане, ево изволте, можете се обратити. Нема глас? Само малку, значи, бете реков дека овие се предизвици. Добро го видовме тоа и пред 4-5 години со со короната и сето, поготово филата во образованието, какви се тешкоти имавме, се надевам дека сега само некои работи треба да се побрзат за да може да функционира. Кога не чуемо, сега се покушаваме да решиме тај проблем. Се слуша.
Se slušam? I evo sad dobijem znak da se čujemo. Izvolite. Onda da slušam. Slušamo se? Sada se slušam. Dobar dan ušte jednaš. Nadjevam se slušame. Isprika za moj hrvatski. Pomalce zborova makedonskima ne dobro. Dobar dan ušte jednaš, mir dita. Govorim iz Buja, iz Istre gdje živim. Kao nadvorečni, ali isto tako i unatrešni sorobotnik, jer sam tatko na dvajica na jedan srednjoškolac sada, sin ide fiskulturna gimnazija u Skopje, a kćer je završila Orcet Nikolov pred nekoliko godina. Radim već skoro 25 možda godina u Makedoniji, sa stotinama profesora, nastavnika i blagodara mi na Međaši i na svi sorobotnici i na uvažena koleška Sofka s kojom sam najviše surađivao na kurikulumu za ove mirovne module. Ovo je golem čekor danas i Makedonija je tu prva od postjugoslavenskih država koja se usudila, imala je hrabrost i vjerovatno i viziju da uključi u službeni dio kurikuluma nešto što se mnoge zemlje na Balkanu boje. A to je golema promjena koja nam je potrebna u edukaciji, u obrazovnom sustavu. Svijet danas je bitno drugačiji od svijeta prije 30, 40, 50 godina i školovanje danas je drugačije nego prije. I mirovno obrazovanje mora biti pomoć, već je i Sofka tu govorila i nekoliko ljudi spomenulo, mirovno obrazovanje mora biti alat, pomoć nastavnicima i profesorima. U današnjem svijetu znanje je dostupno svakom učeniku preko telefona. To ne znači da oni znaju kako mu pristupiti. Klimatske promjene traže da mijenjamo način ponašanja. Svijet se ubrzano mijenja, urušava se onaj svijet koji se izgradio nakon Drugog svjetskog rata na univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i potrebni su nam mladi ljudi koji će se znati nositi sa svim tim promjenama. Mirovno obrazovanje i mirovni moduli kao pionirski čekor traži golemu promjenu u učavanju. I to će biti veliki predizik. Mirovno obrazovanje, sad sam slušao Sofku, govori o vrstničkoj medijaciji. Vrstnička medijacija znači da učenici pomažu učenici. Horizontalno. Horizontalnost je možda ključna riječ kad ja gledam mirovne module, kad gledam mirovno obrazovanje. Autoritet dolazi iz reciprociteta poštivanja. Ona stara uzreka da treba poštivati starije, ja bih rekao ne prestare, ali se dopunjava, treba poštivati sve ljudi i treba poštivati prije svega djecu. I danas nam djeca i učenici dolaze kao aktivni učesnici obrazovanja. Više nije situacija da nastavnik, profesor ima monopol, ima znanje koje dobije na fakultetu. Danas mnogi mladi provode nekoliko sati po različitim društvenim mrežama i to nam može biti resurs. Mnogih i da se poštuje. I kad je Sofka govorila o nenasilnoj komunikaciji, ona vraća učenika i osobu u centar. I njene potrebe, i njegove potrebe. Dakle, kad ja razgovaram sa nekim, ako imam 10 godina ili 15, 16, koliko god, moram znati izraziti svoje potrebe i čuti potrebe svoga sugovornika ili sugovornika. Ne bih mnogo za sad duljio, mnogo mi je drago da je Makedonsko ministarstvo obrazovanja i državne institucije prepoznale važnost, ali će trebati mnogo ulagati u podršku profesora.
školski sustav moramo svi zajedno da menjamo. Profesori moraju postati lideri koji će našu djecu voditi prema tom znanju koje je danas dostupno i oko nas. I tu ima mnogo posla da se napravi, ali je prvi čekor napravljen i ja čestitam svima koji su tome sudjelovali, a meni je bila čast i privilegija da doprinesem koliko mogu sa svojim iskustvom i znanjem. Благодарам. Hvala puno Gorane na zadnjoj nekoliko riječi i vrlo sam naznačio ta iskustvo iz viših regiona iz Republika Jugoslavije i bilo nam je drago što imamo takvog čovjeka u našem timu da bismo kreirali što bolji proizvod u našem ovdje kontekstu. Сега продолжуваме понатаму. Ќе ви се обратам, ќе искористам можноста да ви се обратам јас со неколку зборови во врска со карактеристиките на модулите за мирно образование. Пред се да ви се представам, Сапет Балажи, еден од авторите на модулите за мирно образование. Добар ден на сите, медитате диве, винајден, шукар диве, добар дан. Може би имаше некој јазик кој што не го покривам, али ете, памет за друг пат. Една од работите кои што јас би сакам да ги истакнам, не се однесува на модулите за мирно образование, дека е тоа дека овој производ кој што вие имате сега чест да го премислувате, да го разгледувате, е ептен во духот на промените кои следат. Поготово кога се работи за средно образование, бидејќи како што ќе забележите, овие модули се првенствено наменети за средно образование. Сега, кога викам дека се од духот на промените кои следат, пред се мислам на тоа дека ние изводивме некој процес во основно образование кој што почна таму некаде пред 5 години, кој што се спровеше во донесување на нов закон за основно образование, па креирање на нова концепција за основно образование, и потоа креирање на нови наставни програми. И сето тоа во неколку години се изводи неколку таков процес, колку е успешно тоа одакаве времето ќе покаже, а сето тоа пак во средно образование тек треба да следи. И донесување, конечно донесување на новиот закон за средно образование, понатаму креирање на нова концепција за средно образование и како последно, кој што произлегува сите тие работи, креирање на нови наставни планови и програми. И сега во тој контекст, модулите за мирно образование како да предничат во тој процес. Бидејќи барем на оваа тема се креирани одредени работи, имаме модули кои што на готово чекаме да се случат и некои системски промени во однос и реформи во средното образование. Вие најдобро знаете, ние со години зборуваме дека треба да имаме реформи, поготово во средно образование, бидејќи такава на место уште 30 години не се менувале на многу работите. Сега друга работа која што ми е важна да спомнам дека во овој случај со креирањето на овие модулите за мирно образование е користен bottom-up пристапот. Значи, многу често што се случува, ќе седат некои, да речеме, експерти, ќе креират некоја програма или модули или што и да е, без многу тоа да биде испроверено долу со базата, со професорите, со учениците и така натаму. Тука беше спомнато дека на мирно образование се работело со декади. Медијаши, самата медијаши на организацијата, медијаши работи некои 3-14 години и за тоа време е креирана на огромна армија на професори кои што прошле низ обуки за мирно образование. Значи, тој bottom-up пристап е дека од долу веќе е креирана потребата, веќе се сензибилизирани професорите, учениците и сега многу е полесно сето тоа да се изреализира во образованието и многу е полесно да се прифати и од страна на професорите и од страна на учениците. За разлика од кога нешто се воведува и тоа никој не го има испробано и знае повеќе или помалку да има отпор некогаш кога се воведуваат некакви нови системски промени. Сега, во овој случај имаме таа предност дека нештава се испробани и преку медијашни медиите и преку редица на други невладини организации, така да само треба и системски да се променат некои работи, затоа уште повеќе да добие на ефект.
Тоа не значи дека и сега онака како што сега се поставени работите дека не може да се реализираат нели овие модули, нели и онака како што сега се поставени слободно нели и мојот колега од Министерството за образование и наука зборуваше дека има повеќе можности како сето тоа нели преку слободни активности и така натаму може да се реализираат нели овие модули. Спомнам дека во овие можеби 30 години повеќе организации работеле на оваа тема и знаете како јас исто така самиот лично имам работено на повеќе слични програми и од секогаш таквите проекти да ги наречеме, некогаш со собствени сили, некогаш со меѓународни донатори, сме биле свесни дека нештава траат доека има некој да ги финансира. И тоа нели сите ги гледаме полезностите на тоа, сите гледаме дека колку децата уживаат во такви некои содржини, меѓутоа за жал, како што ќе снема некоја поддршка, поготово финансиска, за таквите активности, и потоа тука замира се. И затоа важноста на овие модули за мировно образование е тоа што нели во овој случај се вклучени нели институциите на системот, самите институции на системот, и Бирото за развој на образование и Министерство за образование и наука застанале зад овие модули и се овозможува да се постигне тоа што е сон, што било сон на секој проект. Од проектна активност да прерасне во нешто што е институционализирано, во системско решение. И се надам дека со овие модули баш тоа го постигнуваат и нели ќе успеат да бидат вкаени во образовниот систем и овие содржини да не бидат онака адхок да се случуваат и само некои среќници, привилегирани ученици од одредени училишта да може да бидат изложени на овие содржини, туку системски да бидат предвидени за сите ученици од сите училишта во цела Македонија. Уште ќе спомнам дека содржините кои што се предвидени овој со модулите за мирно образование се нели заснуваат на искуствено учење. Всушност се повикуваме на сите тие искуства кои што низ годините се стегнати, дека има голема разлика како ќе се пренесуваат работите. Значи едно само ако ги пренесуваме ако им кажуваме ученици дека што е тоа мировно образование, нема многу да постигнеме. Меѓутоа, ако ги поставиме работите да учениците низ симулирани активности да пројдат и да размислуваат низ собствена глава понатаму што се случувало и зошто се случувало, токму такото искуствено учење се покажало дека има најмногу нели ефекти и во стекнување на нови знаења, во градење на одредени ставови, меѓутоа и стекнување на вештини и сето тоа нели во насока да сите тие работи да им послужат на децата што полесно да се справуваат со предизвиците на секојдневната работа. Меѓутоа на крајот на грешата зошто постојат училиштата? Не е за да се бачиме едни со други, онака оценки да ставаме и така натаму, иако и тоа нели го голема мера. Многу често знаеме дека на тоа да се следува оценкава па оценкава, за допишување па едно па друго, а нели суштината на образованието е да тие содржини, тие работи кои што се случуваат за време на училишните часови, на децата да им помогне да им биде полесно кога ќе отидат надвор од училиште да се знајдат во секојдневниот живот. И токму овие содржини имаат меѓу другото и нели таа мисија. Ета стека знаење, меѓутоа тие знаења не да бидат некаде ставени некаде во некоја фиока во средината на свеста, туку да може да ги кросате без сока фино лепо тоа се повика на различните модули, нели од населна комуникација, разрешување конфликти и сето тоа онака не им треба на учениците за да ги знаат како дефиниции. Просто тие се работи кои што им се потребни да ги употребуваат во нивниот секојдневен живот и токму тоа нели училиштето треба да им го понуди на учениците, да им помогне полесно да се справуваат со предизвиците на секојдневното живење. Било тоа да е училиште, меѓутоа уште повеќе и надвор од училиштето. Бидејќи тие многу брзо нели како што влегуваат, така нели излегуваат училиштето и тоа што е најмногу битно е што ќе се случи нели за време на тие 4 или 8 колку и да се години. И нели тоа е во насока на кога нели ќе се слушаме со констатацијата дека кога што многу често ја слушам дека низ годините полека образовниот систем како да не ја изгуби таа воспитната компонента и претежно се сведува нели на образовната компонента, е сега ваквите модули, ваквите содржини, меѓу другото нудат баш да се работи на таа воспитната компонента. Бидејќи нели ако ги научиме како да комуницираат меѓу себе, како што кажа и Гора, нели не е само постарите да ги почитуваме, туку ние треба да ги учиме децата да растат
нели во духот ни смесната на тоа како да се почнувате ни со други како човечки суштества. И затоа колку повеќе и поинтензивно и подлабоко се работи преку вакви модули со овие содржини, толку повеќе нели ќе постигнеме и таа воспитна компонента нели на образовниот систем. Може да зборуваме уште долго нели на овие теми, јас отприлика би престана тука и се заблагодарам за вашиот бидам вклучен во тимот на креатори на модулите за мировно образование. Голема благодарност до сите вас, без кои нели ваквите промени или ваквите содржини нема да стигнат нели до крајните користници, а крајните користници нели се учениците. И ви пожелувам нели многу успешна работа во продолжение со новите генерации на ученици. Веќе на некој начин сите ние имаме таа обврска и мисија да придонесеме кон креирање на култура на мир, почитување и на индивидуален, меѓутоа и на групен план. Благодарам многу уште еднаш од моја страна. И сега, како што ви пишува во агендата, тука не престануваме, сакаме да дадеме овој збор и до оние кои што се таму нели долу на базата, кои што вистински работат во имплементација на овие работи, нашите драги професори кои што и ученици, кои што денеска се додени некои засилени и со ученици, кои што ќе ни представат една перспектива што значи да се работат модулите за мировно образование во наш современ училишен контекст. Повелете.